Си ја прочитал оваа книга? А? Не си ја прочитал? Предпоставувам дека не си ја прочитал. Па треба да ја прочиташ. А и вие од СДС, што тешко врзуете крај со крај у месецот, што не знаете како ќе преживеете додека гледате како вашиот нов лидер си го дрви во Дубај на концерт на Харис Џиновиќ, уште не седнат у опозицијската фотелја на квислиншката СДС. Не знам какво ви е чувството, а? Дали може би не се осеќате вие од членството малце како насловов од книгава, а? Утепани од Господ, паднавте од власт, многу од вас не добија тоа што посакува од претходните ваши лидери, од онаа ќурка, и тој претходно квислингот. Остана голи и боси, не добија тоа што им беше ветено, значи ни работни места, ни онија. Како се осеќате вака сега, бе? Овој у Дубај сиде. Замисли на концерт на Харис Џиновиќ. Замисли. Типот што треба може би сега да се шета по судници, да слуша обвиненија, оди во Дубај. А ја уште очекувам од тип што духовното ниво му е такво да иде до Дубај да го слуша Харис Џиновиќ. Ја уште го прашувам дали ја прочитал, дали го читал Достоевски. И јас сум кретен. А тоа ви е башка муавет. Некам да ме сватите елитистички погрешно, ама како да ви кажам, човекот се препознава по она што го чита, по она што го интересира, како област на интерес, по она каква музика слуша. Така да, ова ви е доказ, последно со Дубај, да видите на какво духовно ниво ви е лидерот. И после сите ние се прашуваме, ако еден таков лекар, што важи нели за добар у својата професија, која ќе видите дека е влегол во политика. Тоа е првата сијаличка што треба да се запали. Врвен лекар влага у политика, зошто сите знаеме, да исчисти некој говна, може би и своите, за да не оди тамо кај што треба веќе да биде. И не знам зошто тој Заев и компанија се уште не се тамо каде што треба да бидат и тамо каде што сите сакаме да ги видиме. И еден таков тип го гледаш паѓа у транс на Харис Џиновиќ. Добро. Да не звучам елитистички или некако препаметно, нема да ја длабам у темава понатаму. Што сакав да кажам? 95% од земјите во Европската Унија беа за тоа да победат демократите на изборите во САД, да победи оваа Харис. 90%, имаше некоја анкета правено, ја ги гледав тие анкетите од држави во Европска Унија. Значи 90% од луѓето биле против Трамп. Ја не сум про Трамповски, не сум ни про ова, ни про она, но некако изгледаат малце подобро работите што победи Трамп. И куриозитет е тоа што тој е првиот председател што се вратил на тронот на Соединетите Американски држави. Обично сите можеле да истераат и 2 мандата еден по друг, но никогаш досега се нема случајно некој председател да истера еден мандат, па да направи пауза од неколку години, па пак да се врати на лидерското место на Соединетите држави. Ова може да значи многу работи, неговата победа, а може и да не значи ништо, ќе видиме.
затоа што во Америка да, излезе голем број народ да гласа. Го поздравам и другар ми Децко, американецот, кој вчера ми се пофали дека веќе гласал. А знам, Децко е еден македонски патриот. И тоа баш вистински македонски патриот, кој што има американско државјанство и знам дека гласал за Трамп. Децко, уште еднаш честитки за вистинскиот избор, па се гледаме штом дојдеш во Скопје. Значи, тоа е мал куриозитет, тоа може да значи многу за светот, може и да не значи ништо, ќе видиме, наредните месеци ќе покажат. Она што може да значи добро за светот е дека Америка ќе отстапи од својата, ќе се повлече неколку чекори од својата улога на светски полицаец број 1, барем по она што досега Трамп се залагал и што го зборувал. Зборуваше дека за 2 секунди ќе ја прекине војната во Украина. Тоа значи, може да значи само едно, дека Зеленски ќе мора во крајно неповолни услови да бара, да моли од Путин да седнат на преговарачка маса, затоа што таму ситуацијата на теренот е многу јасна. И она што е најважно за таа војна е што ќе се спречи, доколку достои Трамп на зборот, ќе се спречи понатамошна ескалација, затоа што веќе околу 10.000 севернокорејски војници се наоѓаат на територија, тоа се наоѓаат на територијата на Русија во областа Курск, кај што оној пат влегоа украински војници. Значи, ова се веќе обучени севернокорејски војници кои поминаа обука во специјалните единици на Русија, некои од нив и во спецнац, и кои што сега се наоѓаат токму во областа на Курск. Исто така ова ќе значи неговата победа, ако достои на све она што го зборувал и кога беше првиот пат председател и кога идеше со кампањава, дека многу од американските воени бази во светот ќе бидат затворени. Со оглед на тоа дека Америка ќе отстапи од, тоест ќе го намали буџетот за учество во НАТО, и тоа го збореше, и дека најверојатно ќе се повлече делумно од некои своји интереси или врзаности со Европската Унија, тоест малце ќе ги пропушти европоунијатите сами на себе, а тие се толку неспособни, такви бюрократи, што сами, оставени сами на себе, нема да издржат заедно ни 2 години, тоа е моја предпоставка. И исто така, неговото доаѓање на власт тешко дека ќе значи деескалација на геноцидот и на борбите на војната во појасот Газа и во Либан, како и на западниот брег. Тешко дека таа тортура, тој терор врз палестинците ќе биде намален, затоа што сепак, да бидеме искрени, Трамп во многу наврати исто така кажа дека ќе го поддржи Израел, и тоа е нешто што е непроменлива во американската политика, поддршката на Израел. Тоа е константа и мислам дека дури ни Трамп тука нема да избега од таа шема, од тој шаблон. Исто така што се однесува за овој регион нашиот околу нас, може да се случи некој досегашни, така да кажам, пријатели на Америка, нормално од интерес, дека ќе го загубат малку својата наклоност на Соединетите Американски држави. Може лесно да се случи бон стил базата на Косово, не може лесно, него
постојат сериозни намери за таа работа да биде преселена, тоест расформирана. Веројатно е дека Трамп, ако се држи до тоа дека добре сега таа може ќе се пресели во Албанија, не е тоа спорно, но со самото тоа што ќе ја нема веќе на Косово, некои работи можно е да се променат во смисла на ова регионална наша геополитичка смисла, што значи без разлика на одредени лоби групи што ги имаат горе, дека Трамп има нешто сериозно да смени во односот кон Европската Унија и кон одредени региони во Европа кои што до сега биле под строг надзор на американците, ако и може би од сега натака нема баш да бидат под толку строг надзор. Тоа е тоа, да не го тупам више, чисто сакав малце да се осврнам на овие два настани, Венко у Дубај, на Харис Џиновиќ, многу паметно од негова страна, како што вели овој автор Достоевски, кој што како што гледате, уште не сум ги запалил руски автори, како што ги палат во Европа, али затоа сите тие што ги палеа ќе ја доживеат судбината што ќе ја доживеат и да се надеваме дека во наредните години ќе добиеме малку, ќе дојдеме до ќе деескалираат состојбите во светов и ќе избегнеме некоја нуклеарна катастрофа, што не е исклучено се уште, без разлика што Трамп дојде на власт, да видиме само како ќе се однесува во наредниот период. Венко, тебе ти посакувам, Венко Филипче, тебе ти посакувам уште многу концерти на Харис Џиновиќ, по разни дестинации во светот, Дубај, Доха, Ријад, Дар ес Салам, Улан Батор, Кейптаун и други, сега да не ги редам, екзотични дестинации. Па се надевам дека во паузите, додека одиш од концерт на Харис Џиновиќ, дека овде ќе им текне малце да те викнат на некој информативен разговор, а може би и на подолг престој на некое друго помалку интересно, потемно место од Дубај, каде што па ќе можеш ти да го слушаш Харис Џиновиќ, али на слушалки и Bluetooth.